Денеска на моje задоволство сум на посета на детскиот одел во болница во Куманово. Имаме околу 35 деца што ги посетивме. Им посакав заедно со Дедо Мраз и со сектор за труд, социјала и детска заштита подобро здравје и да не ја дочекат овдека новата година, да ги има помалку на овој одел. Денеска продолжуваме заедно со секторот да делиме пакетчиња на деца без родители. Утре продолжуваме во порака наша, во глуви, наглуви, во оние ранливи категории што секогаш традиционално им доделуваме пакетчиња. Чест и задоволство како претседателка на совет, заедно со секторот, со советниците, да ги посетиме и да ги израдуваме сите дечиња во Куманово, вклучувајќи ги овие предвидени категории за кои што секогаш доделуваме средства. Благодарам на посетата председник на општината и градоначалникот како и советот на општината се наши традиционални партнери, помагаат многу на болницата. Проблемите на болницата не се само наши, туку се на цело Куманово, така да очекуваме во 2026 соработката и помошта од страна на општината и понатаму да продолжи. Во болницата во тек се работи за реновирање во секој одел по една соба, пошто толку ни дозволуваат и условите, не можеме комплетно да ги затвориме оделите, од интерно до гинекологија, во тек е реновирање и варосување на простори на инфективно оделение. За 2026 се планираат поголеми зафати, оперативни градежни активности со реновирање на неврологија, кујна, перална, отварање на нови амбуланти, физикална терапија во нови простори. Планот ни е богат доста, меѓутоа колку ќе ни дозволи фондот, ќе видиме. По преговорите сме сега, очекуваме пред нова година да го добиеме и оперативниот буџет, па после ќе можеме да планираме што и како. Останува ли отворен огласот за анестезиолози 365 дена во годината? Така, огласот за анестезиолози, вчера на огласот ни се пријави анестезиолог специјализант, прва или втора година специјализација, денеска го полага испитот. Мислам дека ќе биде приме бидејќи единствен пријавен. Исто така, денеска доделуваме специјализација на уште еден млад лекар, специјалист ќе биде по анестезија, така да полека доаѓаме до 5 специјализанти сега. За сега се надеваме на уште 5, за да можеме да го правиме како што треба. Сакам да се заблагодарам на претседателката на советот на општината и на представниците од општината за оваа посета предновогодишна и што донесоа барем малку радост и топлина на нашите дечиња и се надевам дека општината, детското оделение, потребите на детското оделение ќе останат приоритет на општината за тоа што здравјето на дечињата е наша најголема цел, а дечињата се нашата иднина. Ние сме тука секогаш на располагање на дечињата, на родителите и се надевам на што помалку посети предновогодишно и во текот на новата година на детско оделение. Им посакувам на родителите и на дечињата здравје, среќа и многу љубов во новата година и се најдобро за сите.